Пакетот закони кои се однесуваат на странските инвестиции, поднесени од владата, која сака да ги протурка по скратена постапка пред завршување на мандатот на овој парламентарен состав, денеска се најдоа пред пратениците. После час и половина обиди на владеачкото мнозинство, тие конечно обезбедија 61 пратеник за да имаат кворум да може да се истуркаат потребите од овие закони, со што и дадоа зелено светло на Комисијата за економија и Законодавно-правната комисија, таму да се расправа но по скратена постапка, со што се крати и времето за дискусија. Дали може да се спречи сето ова, останува нејасно, но мора да се напомене дека имаше силни реакции од страна на експертите, дека ќе се наруши енергетската независност на Македонија, енергетскиот суверенитет. Забелешките се однесуваат и во делот на тоа дека премногу им се дава слобода на странските инвеститори, а пак од друга страна вице-премиерот Фатмир Битики, кој ги образложуваше овие закони и објаснуваше пред пратениците зошто истите треба да бидат по скратена постапка, рече дека не е така и дека тие закони одат во насока на подобрување на енергетиката во Македонија. За сите овие детали во овие вести разговарам со пратеникот од ВМРО ДПМН Бојан Стојановски, кој ќе го прашам дали се издржани реакциите на експертите во однос на тоа дека Македонија ќе го загуби енергетскиот суверенитет. Апсолутно се издржани. И токму затоа и нашите барања на денешната пленарна седница беше да престане постапката, да се организира јавна расправа, каде што сите експерти од сите образовни институции или енергетски институции во државата ќе дојдат во собранието, ќе ги соочат аргументите и да излеземе со заеднички заклучок, бидејќи ова што се случува не е во насока на обезбедување на енергетска независност на Македонија, туку во бизнис енергетска зависност на нашата држава, која што за нечии профити треба во наредните 30 на години да плаќа огромни суми на средства кои што сепак се обезбедени од граѓаните. Еден од многуте контроверзни делови на овие закони е и токму инвестицијата од страна на Грција, која се однесува на комбинираната централа, која ќе треба да се гради во Железара Скопје. Тоа предвидува да Македонија плаќа за струја дури ако нема потреба од мрежата. Дали тоа може да се спречи? Видете, прво за да на граѓаните им биде полесно, појасно, во оваа инвестиција и со овој закон се обврзуваме прво да им дадеме 50.000 метри квадратни во близина на Скопска железара по многу ниска цена, понатаму да им дадеме 50 милиони евра кои што ќе бидат субвенција или подршка, да им ја изградиме инфраструктурата, да им дадеме далечно олеснување и да се обврземе дека од производството 85% без разлика на тоа дали е потребно или не, по пазарно комерцијални цени кои што ќе бидат многу повисоки од тие кои што се во моментот можеби на референтната берза, Македонија ќе ги откупи. И од озгора на тоа над 40 милиони евра по разни давачки за гарантиран приход годишно. Тоа сметам дека е навистина еден закон кој што не иде во насока на заштита на државните интереси и ние ќе се обидеме повторно заедно со подршка на експертите да ги вразумиме пратениците од мнозинството дека е неопходно да има јавна расправа во парламентот за токму за ваквите закони. И само да кажем, не се работи за еден закон, се работи за 4 закони кои што ако добро ги анализирате ќе сватите дека Република Македонија превзема обврски кон тие 4 инвеститори, така наречени стратешки, од прилика 250 милиони евра на годишно ниво. Дали може да се издействува во тек на комисиските расправи, бидејќи се знае дека тоа е оди по скратена постапка? Со оглед на наравот на однесувањето на парламентарното мнозинство, но особено кога се работи за бизнис интереси на политичките елити од СДСМ и од ДУЕ, јас верувам дека ќе ги употребат сите недемократски инструменти за да овие закони ги протуркаат, но ние жестоко ќе се спротивставиме секако аргументирајќи оние особини и оние работи од законите кои што се погубни за Република Македонија. Господине Стојановски, јас ви благодарам за одвоеното време во вестите на Алфа. Тука е еден краток сублимат, значи не само сите оние реакции кои секојдневно се пласираат во јавноста, туку една од најсилните беше и токму реакцијата на Сдруженијето на инженери кои испратија допис до секој еден пратеник во собранието да не ги поддржи овие закони, бидејќи се нарушува енергетскиот суверенитет на државата, а секако енергетските капацитети, тие сметаат дека Македонија треба да ги гради со своји сили.